Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре е празникот Свети Кузман и Дамјан. Честитки до сите оние кои ги носат овие имиња. Нашата пак емисија, како и обично, ќе биде пропратена со новини од Македонија, профил на нашиот сонародник Горче или Ѓорđ Андреевски од село Царе Двор Ресинско, како и мој коментар на неделата. Но на самиот почеток да дадеме честитка која требаше да се емитува минатата недела, но поради обемниот материјал на таа емисија, денес ја даваме, но извинување од наша страна до фамилијата Кочовски. Имено, на Джими Кочовски минатиот вторник му беше именденот, кога беше и празникот Митровден. Неговата мајка Мица Кочовска од село Велушина, неговиот брат Баби, сната Ребека и внучињата Едвард и Кирил, честитајќи му, истовремено му посакуваат уште многу имендени и родендени да се множат во добро здравје и расположение со сите нив, а воедно на целиот македонски народ им посакуваат 2023 година Македонија да ги добие сите своји заслужени работи и сите неправди што биле се да победи. Нешто не оди, застани, насмеј се, избриши ги солзите, кога иде крај нас се, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави. Среќа, наздрави за секој ден. Животот е ден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е ден и тој не вреден, ако не го живееш. Ако некој те разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре погледни, има Господ, гледа се и мисли добро за тебе.
Да спомнам дека сите вие кои сакате сега зимава да патувате за Македонија, моментално се на ефтини полската авиокомпанија. Јавете ни се на 647-780-6549. Помогнете ја пак радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а исто и да биде дел од вас. А пак емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате на YouTube ако отворите The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете и на Subscribe. Да спомнам дека оркестарот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски е прочен на секаде на овие простори. Вистинска веселба да ви заиграат и запеат и ги разведрат вашите срца. Затоа за семени слави, крштевки, свадби, родендени, банкети или било какви друштвени веселби, јавете се кај Ице на телефон 647-224-8797. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер. Тоа ќе биде во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе ја поминете оваа декемвриска ноќ. Јавете се за резервации на 416-421-7451. А сега да го откриеме ликот на нашиот сонародник Горче или Ѓорđ Андреевски од село Царедвор. Во Горна Преспа, оддалечено на околу 6 километри од градот Ресен, во Преспанската котлина и на надморска висина од 863 метри, е едно од поголемите села во Преспа, селото Царедвор. За потеклото на името на селото Царедвор постојат неколку преданија меѓу мештаните. Едната е дека тука постоел дворец на царот Самуил, но има и друга легенда. Некој си цар и неговиот везир, изморени од нивното патување, решили да се одморат во Преспанското поле, каде е шаторот царот го расширил токму каде што е сега селото Царедвор. Инаку ова село се спомнува во Слепченскиот кодик во 16 век и турските пописни дефтери во 1519 година, како и во 19 век кога Царедвор се наоѓало во битолската каза Нахија Горна Преспа во време на Отоманската империја. 1912 година Царедвор е беговски чифлик. На ова село е познато и во историјата во Илинденското востание, каде учествувале од селаните со своја востаничка чета, а нејзин војвода бил некој си Толе од село Златари. Тогаш се загинати 4 од селото. Во Првата Балканска војна 1912 година селото потпаѓа под српска власт, а во текот на Првата светска војна 1915 година под бугарска власт, за да по завршувањето на војната повторно се нашла под српска власт. Во Втората светска војна под окупација на Италија 1941 година, како и многу други преспански села се нашле во составот на така наречената Голема Албанија, а командата на италијанската војска во Преспа токму била сместена во Царедвор. По капитулацијата на Италија 1943 година Царедвор потпадна под бугарската фашистичка окупација се до ослободувањето на 11 септември 1944 година. Тогаш во војната загинале 2 жители.
а тројца од жителите кои се бореле во Втората светска војна исто така се бореле и во Шпанската граѓанска војна. Истакнати револуционери се Никола Кокарев и Толе Андонов од Илинденците, како и Цветко Зилновски Абас, партизан, исто така револуционерите Трифун Андоновски, Нечов, Мице Андоновски, Јонче и Михајло Гелмановски, Андрија Лазоровски, Толе и Ефтим Поповски и партизанот Александар Бубуловски. Но редно е да се спомне и Полошко Кумановскиот, но и канадско-американскиот митрополит Кирил, како и познатиот пејач на македонската народна песна Кенан Таироски. Инаку мештаните од Царе двор се занимаваат со градинарство како пипер, домати, прас, зелка, лук, кромит, компир, граф и други. Повремено со тутун, а исто така рж, јачмен, овес, пченица, пченка. Најмногу со вошните насади на јаболка, но од сточарството одгледувале волови, коњи, овци и биволи, што за жал денес се е замрено. Во селото има пошта, амбуланта и дом на културата, а Царе двор го красат црквите Свети Никола Горни и Свети Никола Долни во близина на селото, така да заштитник на селото е и па и селска слава Свети Никола. Инаку и од ова село се иселени во Ресен, Охрид, Битола, Скопје, во некои од поранешните републики на Југославија, потоа во европските држави, како и во Австралија, Канада и Америка. Ideš oblače lebelo, oka ideš što si neveselo, da go vide moj to rodno mesto, da ja slušna majka mi što zbori, da go vide moj to rodno mesto, da ja slušna majka mi što zbori. Jaz go vido tvoj to rodno mesto i ja slušna majka ti što zbori. Tuđina je moj to čedo milo, so tuđinci tuđi lebdelilo. Tuđina je moj to čedo milo, tuđinci tuđi lebdelilo. Kaži oblače lebelo, živ i zdrav ti da si me videlo. Vreme ide doma da se vrna majka da pregrna. Vreme ide doma da se vrna, da se vrna majka da pregrna. Во ова
ова горноприспанско село под падините на планината Галичица е роден Горче или Ѓорѓ Андреевски во 1947 година, син на Јонче и Љуба Андреевски од село Царедвор, меѓу двете нивни машки рожби Горче и Ице. Основно и осмолетка завршува во своето родно село, а гимназија во Ресен. 1969 година доаѓа во Канада, каде прво се вработува во ресторант. Токму тука во Канада ја сретнува неговата соученичка Цвета Кевиловска од село Перово Преспа, ќерка на Васил Ивана Кевиловски, со која истата година склопува и брак со неа, добивајќи ги двете рожби, синот Џани и ќерката Елизабет, за да денес пак се радуваат на двете внучиња Џастан и Џанатан. Горче се одлучува да биде домаќин на грубецкиот живот, па го отвора Хикари 3 ресторант, каде 15 години беше собственик на истиот. Но тој одлучи да добие и диплома за иншуренс брокер и како таков се до неговиот пензионерски живот работеше. Горче и неговата сопруга Цвета Андреевски активно се вклучија во македонската заедница, па дури и нивните деца кои го изучуваа и македонскиот фолклор. Како членови на организацијата
Асоциацијата Обединети македонци, но и членови па и во управите на црковните општини Свети Климент Охридски од Торонто, а потоа и Свети Димитрија Солунски од Маркам, а Цвета во двете женски секции на двете цркви. Горче беше и меѓу првите председатели на црковната општина Свети Димитрија Солунски во Маркам. Исто и председател на Преспанското друштво, кое беше едно од најуспешните друштва во 80-тите па и 90-тите години. За време на неговиот мандат како председател на Свети Димитрија Солунски црквата, Горче Андреевски работеше со целата негова душа и срце заедно со сопругата. Се представува со традицијата, со македонската култура пред канадската јавност, со цел се повеќе и повеќе да се афирмира македонското име надвор од границите на Република Македонија. Но и потоа Горче и Цвета Андреевски, како и во црковната општина Свети Климент Охридски, така и во Свети Димитрија Солунски, секогаш беа лојални членови на управите, било како што велат машката управа или пак женската секција. Помага во рамките на нивните можности, не само физички, туку тие даваа пари за македонските православни цркви во Торонто, за организацијата, исто така црквите во околината, исто за црквите во Преспа, но морам да кажам дека помагаа и за радиочасот Глас од Македонија. Горче беше и успешен бизнисмен, но тој и неговата сопруга пак вистински домајќини и родители, а сега дедо и баба. И двајцата со сличен карактер. Одбегнуват секакви неприлики, кавги, недоразбирања, сакат на совесен начин да се заврши се што е погрешно. Како пријатели, кога го имат некого, кај ни веднаш се чувствува искреноста, вистинското пријателство. Можеби и затоа се обкружени со толкав голем број на пријатели. Оставани за
Сите желби причести Божи книги се запишани за наши идни генерации. Еве ти, Боже, свети и тремян, ова мало парче земја да го чуваш ти. Ей, црква наша македонска, вековна христијанска, Господ сила нас ни праќа, нашата вера сестри браќа, вечно да ни послови. Маките наши Христови, траеле многу векови. Ей, браќа, сестри, христијани, бидете благословени. Кај да сте, браќа, македонци, бидете благословени. Пензионерскиот живот Горче и Цвета Андреевски го живеат меѓу своите најблиски, синот Џани, исто така ќерката Бети со фамилијата, а посебно со нивните внуци со кои делат во прикажување од нивните млади години кога живееа во Македонија, за местата и историјата на Македонија, но и за нивниот прадедо владиката Кирил, за кого македонскиот народ гледаше со гордост кон него. Сето тоа занимливо во ова фамилија Андреевски. Се разбира дека и понатаму ги посетуваат македонските православни цркви во богослужби, за празници, па и некои банкети слично. Меѓутоа, и кај овој угледен брачен пар, македонизмот е уште од младите години. Горче и Цвет Андреевски не можат, а да не ги засега мислата и ситуацијата што е во Македонија и неправдите нанесени врз македонскиот народ. Затоа, како што велат, ако во времето на Југославија бевме заедно, сега треба уште повеќе да бидеме посилни, позаедно, и сите оние кои работат врз македонското асимилирање мораме да ги победиме. Сега е времето на нас македонците. Еден за сите, сите за еден и за единствена Македонија. Нека знае Европа
Следите радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи и понатаму да се емитува оваа радиопрограма. А емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, инаку секој петок пак директно од 8 часот навечер, ако отворите под The Voice of Macedonia. А за било какви информации јавете ни се на 647 780 6549. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе поминете пријатна декемвриска ноќ. За резервација јавете се на 416 421 7451. Фирмата пак Недан Тим Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти се да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите ауто или да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел? Тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. Квалитетната работа што ја прави Кајчевски е загарантирана и за поволни цени. Побарајте го на 416 725 6335. Пред да одиме со мојот коментар на неделата, најпрво да ги чуеме Блиц вестите од Македонија. Добро вечер. МВР се оградува од добиеното македонско државјанство за контроверзниот украински политичар кој е под американски санкции, кому владата во мај годинава на седница му одобрила македонски пасош. Иако од владата изјавија дека претходно ги добиле сите позитивни мислења, велат дека ќе направат и дополнителни испитувања кои би требало да бидат земени предвид. Михаела Димовска. Издаденото македонско државјанство на избеганиот украински политичар Олександар Онишченко, по кого е распишана меѓународна потерница во Украина и кој се наоѓа на црната листа на САД поради мешање во тамошните избори, втор ден ја бранува јавноста. Од МВР се оградуваат од одговорноста околу издадениот пасош за украинецот и велат дека македонското државјанство го добил по основа на спортски критериуми. Велат дека МВР во случајот само ги прибира сите документи, а владата е таа што одлучила, откако добила позитивно мислење од 4 институции: Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за млади и спорт, Федерацијата на коњички спортови и Олимпискиот комитет. По објавата на овој скандал, пратеникот на опозицијската ВМРО ДПМН Драган Ковачки побара МНР да ја повлече одлуката актуелниот директор на АНБ Виктор Димовски да биде амбасадор во Франција, бидејќи на тој начин се прави штета на меѓународниот углед на државата. Очигледно е дека кога се пари во прашање за раководството на АНБ, не постои закон и процедура која не може да ја заобиколи, при тоа не водејќи сметка за штетата на меѓународниот углед кој го нанесува на најмладата НАТО членка. Доколку МНР не ја повлече одлуката за номинирање на се уште актуелниот директор на АНБ за амбасадор во Франција, на потек ќе биде председателот Пендаровски. Напиша Ковачки на Фејсбук. Од МНР не сакаат да го коментираат случајот се додека тој не се расчисти. Оттаму го повикаа председателот на Собраниската комисија за надворешна политика Антонио Милошовски да закаже седница на која опозицијските пратеници ќе имаат можност на Димовски, кога ќе реферира за амбасадорската позиција, да му ги постават сите прашања за кои имаат забелешки. И од владата кажаа дека одлуката за да се додели државјанство на Онишченко во мај годинава ја донале врз основа на претходно позитивно мислење на 4 институции, но остана нејасно дали во предвид било земено неговото досие, особено што Македонија е членка на НАТО и стратешки партнер на САД. Како формална причина за издавањето на македонското државјанство е неговата пасија по коњичките спортови, а тој веќе и настапувал за Македонската коњичка федерација во Сентропе во Франција, каде освоил 7 место. За контроверзниот Онишченко, кој има и руско државјанство во Украина, во 2016 година била распишана потерница откако бил осомничен за перење на пари, а во јануари минатата година Вашингтон го стави на листата под санкции бидејќи бил вмешан во руската мрежа што објавуваше наводни разговори на Бајден со Порошенко и на таков начин влијал на изборите.
Олигархот Онисченко води раскошен живот низ светото. На неговиот инстаграм профил споделува фотографии и со познати спортисти и холивудски звезди. Кирил и Методи ќе се чествуваат заеднички во Рим, а наскоро Скопје и Софија ќе утврдат календар за чествување и на цар Самуил и Свети Климент и Наум, за кои мешовитата историска комисија веќе постигна согласност. Јана Јосифовска. Не ми се допаѓаат последните односи со Бугарија и одредени ставови на политички партии во бугарското собрание. Тие така почнуваат, а потоа стануваат пречка за нашиот европски пат, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи на денешниот брифинг кој доаѓа после посетата на министерот на Софија. Вели средбите со неговиот бугарски колега Милков и речи си сите бугарски парламентарни партии биле превентивна дипломатија за да се внесе позитивен дух во односите. Македонското и бугарското МНР договориле веднаш да се активираат 5 секторски работни групи, а тимови од двете министерства да изготват и календар за чествување на 5 заеднички историски личности кои ги утврди мешовитата историска комисија. За една личност веќе е јасно, а тоа е 24 мај во Рим се чествуваат Свети Кирил и Методи. Останува само за Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил и ќе треба да почнат разговорите, изјави Османи. Министерството за правда подготвува целосно нов закон за здруженија и фондации, кој според најавите од власта ќе се испрати на анализа во Венецијанската комисија, наместо сега веќе усвоениот закон кој треба да стапи на сила, што според Османи е добро решение. Кажа дека претходно реагирал само за делот за ретроактивноста за веќе формираните бугарски клубови, а не и за оние кои ќе се формираат во иднина. Гледајќи атмосферата во Софија, гледајќи што се случува во Советот на Европа, сметав дека ќе ни обезбеди одличен аргумент ако го пратиме во Венецијанска комисија. Добиеме потврда и од тамо и ќе кажеме дека има експертско меѓународно мислење дека нема ништо спорно. И така ќе ги спречиме сите кампањи против нас, рече шефот на дипломатијата. Османи кажа дека добил позитивни сигнали од официјална Софија и за културниот центар во Благоевград кој власта го најави и останува да се докомплетира целата процедура за тој да се отвори. Еврозоната ја очекува рецесија. Европската комисија ја намали прогнозата за економскиот раст. Експертите очекуваат негативни последици и кај нас. Рецесијата во Унијата ќе доведе до намалена куповна моќ и зголемување на невработеноста. Игор Инаку македонските организации отпочна процес против Бугарија пред Европската комисија. Пријава за кршење на правото на Европската Унија беше поднесена против Република Бугарија денес пред Европската комисија. Поводот е одбивањето на Бугарија да го регистрира македонскиот клуб за етничка толеранција, со што се кршат неколку основни одредби на правото на Европската Унија, директиви, процедури и пракси на Европската Унија. Ова следи по 14 успешни судски процеси кои македонски организации ги отпочнаа против Бугарија пред Европскиот суд за човекови права за разни кршења на човековите права и за сузбивање на основното право на граѓаните на здружување во културни, политички и други видови на организации само поради нивната македонска етничка припадност. Сега борбата за основните човекови права на македонците е префрлена врз самата Европска Унија, конкретно врз Европската комисија која доби нови овластувања да ги казнува земјите членки кои не го почитуваат правото на Европската Унија. Комисијата сега има моќ да спроведува пресуди на Европскиот суд за човекови права. Со пријавата се бара правен лек со цел Република Бугарија да биде натерана да ја регистрира ова забранита македонска организација како и други организации и да се наведе Европската Унија да стави крај на бугарското систематско кршење на правата на македонците. Организациите вклучени во овој процес со нов АСНОМ, Македонското меѓународно движење за човекови права, Светскиот македонски конгрес Канада и етничка толеранција, заедно со Ило Јанев, Симо Поповски и други поединци, пријавата е всушност подготвена од адвокатот Благоја Пандовски. Тоа беше од протестите. А сега еве го и мојот коментар на неделата. Татарските племена, како што велат така наречените бугари, а јас на мојот мајчин македонски јазик ќе речам татарските племиња во новокомпонираната држава во 19 век од страна на Западот и понатаму со нивни лаги и нивните атаци врз македонството. Додека пред околу една недела беше во посета на Република Македонија бугарската подпредседателка Илијана Јотова,
која ги посети така наречените бугарски здруженија, па и така наречените бугарски борци од Првата светска војна, а во низина придружба представници од владата на Република Македонија беа, кои како некои загари одеа со неа. А за жал и голем срам пак не присуствува на отворањето на македонскиот клуб Никола Јонков Вапцаров во Благоевград, но затоа пак почнуваат да никнат и други македонски клубови во таа источна држава наречена Булгарија, поради државата во Средна Азија, кога при крајот на 7 век од нашата ера, или поточно во 691 година, дојде ханот Аспарух со неговата банда Арамиска, но еден македонец кој живее во Пловдив на бугарската власт им изјави дека ќе отвори македонски клуб во дворот на неговата куќа, така да не сме никој да му се меша од страна на власта. Што направи Бугарија? Место да ги затопли соседските односи, таа целосно ги покажа низините ѓаволски рогови, кој конечно е последниот неизин експеримент за освојување на се што е македонско, зашто не 50 или 80% од македонскиот народ, но 99% во душите на македонскиот народ, дури и на оние кои порано поради манипулациите на Љупчо Георгиевски беа заблудени, сега со презир, со омраза гледаат кон таа Бугарија и со право или во право, зашто никој во светот не може да ми каже од она што сум, македонка или македонец. Меѓутоа, верувале или не, во брзо време и доаѓа крајот на сите неизини провокации, на сите неизини интриги. Додека во време на социјализмот и комунизмот Русија ја штитеше, па имаше некоја си почит од некои си помали држави, сега веќе готова е таа така наречена Бугарија. Не само од Западот што ја искористија и ќе ја стави настрана, туку и од Русија, која таа Русија направи во 1878 година на македонската територија да има држава што денес се вика Бугарија. Затоа и Русија нема да ја прости на Бугарија, поаѓајќи од фактот дека во времето на фашистичка Германија се сврте со нив и пред тоа во Првата светска војна, по Втората светска војна кон тогашен Советски сојуз, а сега повторно со Западот. Но на Русија не и пречи, доколку беше коректно тоа Бугарија да биде со двата блока, и источниот и западниот, но да биде против Русија, против тие што и ја направија државата, а тоа како што реков е Русија или Советскиот сојуз, бога ми, голем грев кој допрва ќе го осетат бугарите. Пред да одиме на коментарот, ќе ви представам една од мемуарите на македонскиот првоборец и македонски писател Борис Чушкаров или Боро Чушкар, кој запишал за настаните од 1944 година и ослободувањето на Скопје, тоа е додуша на денешен ден, 13 ноември 1944 година, а овој писател и првоборец е роден во Куманово во 1916 година. Еве што кажува. Стигнавме кај железничката станица во последната минута. Бугарските осмореди, само што не беа тргнати по главната улица на параден марш. Рипнавме од коњот и Ѓуро и јас. Му придовме на најстариот по чин офицер. Беше тоа командант на дивизијата и по чин беше генерал мајор. Сув, слабичок и некако жолт како лимон. Отидов и го прашав: знаеш ли дека ова не е царска Бугарија? Знаеш ли ти, генерале, дека се наоѓаш во Македонија? Знаеш ли ти дека војуваме против вас 4 години? Со пцовка према вас фашистичка. Знаеш ли ти, ѓубре едно бугарско, ако направите уште еден единствен чекор кон градот, дека ќе наредам да се пука кон вас од сите оружја и орудија што ги има овде во градот. Се влечете како лешинари по нас и јавувате по радио како ја ослободувате Македонија. Каде вие се испаливте куршуми за ослободување на Велес и Скопје? Повторно со пцовка до вас. Што видава за право така гадно и подло да се лажете себе си и светската јавност.
Сместа во овој момент ќе им наредите на војската да се сврти налево круг и сите да се вратите во касарните од каде што дојдовте. Дали разбравте, генерале? Со нас шали ќе нема. Му реков нему, а кога завршив, видов дека се уште го држам за градите како детска играчка. Тој цело време трепереше како штиклица. На крајот, сепак одсечено рече: јасно, другар, но јас не сум виновен. Таква наредба добив. Тогаш јас повторно викнав со пцовка, што им дале наредба за ова. Наредби они можат да имаат и за изведување вежби во касарните, каде ве примивме како гости, а не да ми се маете и парадирате по градот. Затоа само ние можеме да дадеме одобрување, а не твојата пострана влада од Софија. Дали ти е јасно? Го прашав. Сичко ми е јасно, рече тој. Тогаш тој престрашен генерал со сув глас нареди круг налево и се вратија. Тоа беше, како што кажува од мемуарите, самиот партизан на 13 ноември 1944 година. Инаку, албанскиот премиер Еди Рама во Македонија повторно доаѓа со цел да бидат подпишани некакви се меморандуми и одлуки за соработка помеѓу Македонија и Албанија. За какви меморандуми станува збор кога се е распродадено од Македонија? И име, и јазик, историја, и култура, традиција, и административни работни позиции што ги добија албанските малцинства, посебно на виталните места. Се е дадено на албанските партии и нивните пратеници во Македонија, бидејќи и оваа Ковачевска црпка на тој така наречен премиер на Република Македонија, Ковачевски, со неговата црпка е како заевата, а можеби и веќе е исушена, а Еди Рама, мудар и голем провокатор, дали овој пат тој Ковачевски ќе ги избрише така наречените 20% од албанската националност во Република Македонија, што е запишано во рамковниот договор, па иако не се ни 11% од албанското население таму, за да нас македонците, како што им е планот да не направат да бидеме малцинство во својата татковина. Утре исто така и студентите пред собранието на Република Македонија ќе протестираат. Да се надевам дека и опозицијата ќе им се придружи на студентите, не дозволувајќи од тие меморандуми без да се види што е внатре напишано, а после подпишано од двете страни. Албанските партии, како и косоварите и албанците од Албанија начело со Рама, Бериша, Мета и така натаму, јасно е дека се загарите и на ЦИА, и на НАТО, односно на Америка, и би рекла и на таа длабока држава во Америка. Тие го играат орото како што им свири Западот, а не знаат или се прават глупави, или може би се глупави, дека веќе горе-долу се искористени. Место да живеат со комшиите околу нив, тие ги извршуваат наредените задачи од Западот. Меѓутоа Пандорината кутија веќе е отворена. Светот знае кои се ослободители, а кои поробители. Светот знае кој јадава демократијата, а кој окупаторството. Драги мои македонци, многу пати се обреќам до вас да не губите надеж. И нема да престанам додека како што веќе се појави мала светлост во тунелот или во крајот на улицата, која светлост отвори патека, иако е трнлив и со препреки, но одиме напред, верували или не. И треба да верувате во себе и во самата победа на Македонија. Ќе истраеме. Ако сме трпеле многу окупатори, кои 600 години, околу 600 да речем, со османлиите, кои 200 години, кои 30 или 50, а кои само 4 години, како што беа фашистичките окупатори. И овие така наречени, или би рекла во наводници, демократски окупатори, кои со осамостојувањето на Република Македонија ни ветуваат дрва и долини, за жал и тие дрва и долини што ги имавме во нашата држава фрлија отрови или историја, да речам, джавекс, за да ништо не остане од
македонството, но за нивна несреќа, а наша среќа, благодарение на Бога, ние обстојуваме и ќе обстојуваме. Само што ни треба слога, ни треба солидарност. За сето тоа да го победиме демонот или народно кажано тој на темаго. А бидејќи познато е каде што има слога, таму секогаш е Господ Бог, за да помогне во тоа што го посакуваме, а тоа е неправдата врз нас македонците и македонството мора да биде победена. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, Македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, Македонец да си. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Додека во последниве минути на вечерашна наша емисија ќе искористиме да ви се заблагодариме што и овој пат го слушавте зборот и песната македонски преку Глас од Македонија, затоа пак утре повелете од 10 часот утрото, кога и празникот Свети Кузман и Дамјан во нашите македонски православни цркви, а в недела повторно од 6 часот навечер слушајте не на 101,3 FM, каде ќе зборуваме за нашиот сонародник Ѓорги Кизовски. Да не заборавам да спомнам, секој петок пак слушајте не од 8 часот навечер на YouTube под The Voice of Macedonia. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Некој рече, Македонија е мала, има уште 2-3 дела за да биде цела. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар, гордост македонска. Ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар, гордост македонска. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој